Во вториот квартал од годинава, според податоците на Државниот завод за статистика, дури 55,2% од невработените во земјава се млади на возраст од 15 до 24 години, што е за 3,5% повеќе во однос на истиот период лани. Тогаш процентот изнесувал 51,7% од невработените. Вкупниот број на невработени во овој период изнесува 270.325 лица, а стапката на невработеност достигна 28,2% или намалување на невработеноста за 0,6% во однос на истиот период лани. Вкупното работоспособно население во истиот период изнесува 957.790, од кое 687.465 лица се вработени. Светска банка во новиот извештај потенцира дека во земјите на Југоисточна Европа, каде спаѓаат Македонија, Србија, Црна Гора, Албанија, Косово и Босна и Херцеговина, граѓаните ги напуштаат државите и бараат перспектива во Европа. Дури 5 милиони мигранти го смениле местото на живење поради вработување. Тоа представува 1/4 или 25,44% од досегашното население во овие земји. Инаку на листата на земји со најголема невработеност води Босна и Херцеговина, каде стапката изнесува 62,8%, потоа Грција и Косово, каде стигнува до 55%, потоа Македонија со нешто помалку од 55%, Шпанија и Србија со над 50%, додека во Хрватска и Црна Гора стапката на невработеност кај младите е нешто над 40%. Населението од Источна Македонија, единствениот вентил за заменување во европските земји, го гледа преку бугарски државјанства, што принуди илјадници млади да се одлучат на овој чекор и да заменат во белиот свет. За да се запрат овие процеси, не е доволно светските и европските институции само да апелираат до сиромашните балкански држави, туку самите да го поттикнат развојот и да создадат услови за враќање барем на дел од иселените.